Бидејќи сте транспарентни, може ли да ни кажете кога ќе се одблокира парламентот и како ќе ги убедите колегите од ВМРО-ДПМНЕ да се откажат од сите овие пријавени дискусии? Она што се случува во моментот и лакрдијата на која што присуствувате и вие и ние и целокупната македонска јавност е игра наречена да се блокира демократскиот процес, е нешто што на крајот на денот ќе му се удри од глава на ВМРО-ДПМНЕ. Промени ќе има многу бргу. Парламентарното мнозинство ќе ја превземе одговорноста, овој процес ќе биде деблокиран и одговорност за ваквото поведение надвор од политичката мора да има и друг вид одговорност и за Никола Груевски како нарачател и за Трајко Велјановски и Ѓорги Иванов како извршители на таквата нарачка, која што се доведува во прашање иднината на Република Македонија. По нивна побарање на Груевски како исполнители Велјановски и Ѓорги Иванов, Македонија е држава со урнисен уставен поредок, со урнисано уставно уредување, нема поголем национален интерес за Република Македонија од враќање на уставот на важност, да станеме повторно демократска држава, нема поголем национален интерес за Република Македонија од владење на правото и носење одговорност за изминативе 11 години криминално владење. Позади сета оваа нова современа баба-рога, наречена Тиранска платформа на пропагандата на ВМРО-ДПМНЕ, всушност стои еден обид да се избегне одговорност за сторените криминални злодела. Одговоривте се, само не одговоривте кога? Велам, во многу брза иднина, парламентарното мнозинство е свесно и за состојбата и за одговорноста која што има. Дозволете дека нема да можеме вака јавно и транспарентно и терминот да го соопштиме и начинот на... Веќе повеќе од 2 недели јавноста се подготвува на начин што вие и вашите сопартици, високи функционери во партијата, го кажувате терминот бргу, многу бргу, 2 дена, 3 дена, излегуваат пратеници, истото го кажуваат. Јавноста се подготвува за некаква промена, но вие постојано не откривате термини, не откривате кога, не откривате што. Мислите ли дека ова може бесконечно да трае? Велите лакрдија, но од друга страна и вашата состојба која што ја најавувате не може да трае бесконечно, нели? Сепак морате да дадете некаков одговор. Никола Груевски не заслужува ниту гребнатина или не дај Боже живот на било кој граѓанин на Република Македонија. Дозволете заради комплексноста на состојбата да направиме сами проценката, да овој процес го изведеме до крај мирно, затоа што интересот на Република Македонија да има мирен трансфер на власт. Крсто Муковски, одговорницата побара лидерска средба, какво е расположението кај вас? Зашто би разговарале ние на лидерска средба и со кого би разговарале? Ние имавме лидерски средби, по основ на тие лидерски средби беше постигнат договорот од Пржино. Крајната цел на тие договори беше одржување на парламентарни избори, предвремени парламентарни избори кои се одржаа на 11 декември. Резултатите од тие избори никој не ги оспори, вклучително и ВМРО-ДПМНЕ. Тоа што на Никола Груевски, разлигавеното македонско диктаторче, не му се допаѓа резултатот и тоа дека веќе нема да владее, тоа е проблем на Никола Груевски. Не можеме ние, заради неостварената негова желба, да си играме избори се додека него не му се погоди парламентарното мнозинство. Постојано ве повикува да се вклучите во дебатата на седницата. Ова не е дебата, ова е срам. Јас мислам дека еден ден кога лудилото ќе се расчисти, кога злото ќе замине од Македонија, добар дел од овие луѓе што во моментов се дел од оваа лакрдија што се одвива, ќе се срамат пред себе, пред своите деца, пред своите семејства, пред сопствените сограѓани за ова што го прават на сопствената држава.